Почитувани гледачи, добро ви утро. По првиот дел кој што имавте можност да го погледнете со колешката Маја, сега следува вториот дел наменет за тема на овој ден во нов ден и секако гостин во студиото. Веќе сме некаде 15 минути по 8 часот, се надевам дека веќе се разбудивте, а доколку се уште не сте разбудени, тогаш сигурно овој разговор ќе допринесе да денот ви започне убаво. Нема многу да должам и ќе речам пред се добро утро за првиот човек на Општинскиот сојуз на училишен спорт Куманово, Ивица Ѓоргиевски. Добро утро, добре ни дојдовте. Добро утро. Имаме убав повод зашто сте вие ова утро наш гостин, една спортска манифестација која ќе ги собере сите училишта, средни училишта и оние ученици кои што секако се изберени да учествуваат на овогодинешната гимназијада. Пред да проговориме збор два околу овогодинешната гимназијада, докаде се подготовките со оглед на фактот дека таа започнува утре, да се навратиме на почетоците. Како зема учество сите они ученици кои што ќе не представуваат нас од Куманово како град, што претходеше за нивниот пласман на овие спортски игри? Па вака, значи Општински сојуз на училишен спорт на Куманово има своја програма по која работи и ја реализира во целост. Како и секоја година и ова година, значи имаме општински надпревари кои ги одржуваме по нашите спортски сали за основни машки и женски и за средни машки и женски. Овие екипи, значи првопласирани од општинското првенство, се пласираат за зонско првенство кое се организира ова година во Свети Николе. Од зонско првенство првакот, значи, оди на регионално првенство, кое регионално првенство се состои од 4 зони. Тоа е Кумановска зона, Кочанска зона, Струмичка зона и Велешка зона. Значи, од овие 4 екипи, односно од источната зона, се даваат по 20 представници за државните спортски игри Куманово 2016. Односно и за државните првенства каде што се организираат за основни училишта. Инаку да истакнам, ова година има дел и завршен од државните првенства за основни училишта, каде што имаме и доста голем успех, што се очекува и за средните училишта. Училиштето Браќа Миладиновци на државно првенство во ракомет женски освои прво место, што не радува. Основното училиште Јероним Дерада од Черкези освои прво место во фудбал машки. И екипата на Бајрам Шабани освои прво место во футсал женски, што навистина е еден успех за општина Куманово во односа на училишниот спорт. Така, само го потврдува фактот дека сепак Куманово е град на спортот, каде што излегуваат доста голем број на спортисти кои што имаат навистина успешна кариера кога е во прашање спортот. Ова што јас моментално го имам во рацете, тоа вие го нарекувате билтен. За што конкретно станува збор? Споменавте пред да го започнеме овој разговор дека тука се и обраќањата на челните луѓе, можам да кажам, па кој се зеде збор за да се обрати до сите кои што ќе го прочитаат? И што друго има составено овде? Па првата, самата организација на гимназијада не започнува од денеска и утре. Таа веќе пред нова година започна, значи ние имаме многу работа и пред да се случи ова. Значи после нова година излезе првиот билтен каде во кој се состоеше поставеноста на гимназијада од пријавување на екипи, како, значи, првиот билтен штом се издаде, започнува работата на организацијските тела во билтенот.
Вториот билтен излезе пред недела дена и тука е обраќање на градоначалникот на град Куманово, кој даде голем допринос за одржување на оваа гимназијада и одвои голем дел од средства за обновување на сали и дел од организацијските работи, како што се отварањето и се што е потребно за добро и непречено организирање на сите надпревари. Потоа има обраќање на првиот човек на Агенција за млади и спорт и Жика Крстевски како на раководител на сектор за образование. Значи, меѓутоа тој е и претседник на одборот на гимназијада. Така, освен овој билтен, споменавте, значи, пред да видиме со колкав состав ние ќе настапиме на овие спортски игри за средни училишта. Колку е тешко да се издржи оној, да речеме, притисок пред се психолошки, да ги оправдаме очекувањата, дека Куманово навистина ќе се представи како вистински домаќин и не погрешиле што веќе го избрале Куманово да биде домаќин на овие игри. Кои се градови беа во игра за да се одржат овие спортски игри? Бидејќи ние аплицираме за оваа гимназијада, а ги знаат нашите организацијски способности, немаме проблема со значи конкуренција од другите градови во однос на гимназијада, а во однос на тоа притисок дали ќе ги оправдаме очекувањата. Јас по моје видување мислам дека имаме квалитетни екипи, значи квалитетни екипи од кои очекуваме барем 3 финалиња. Сега што викаат во спортот нема правило кој ќе победи, ние имаме искуство, да не кажеме и во финале каде што нашата екипа е безпрекорна, дури освојува и 6-то место со затворење на првиот круг. Овдека на гимназијада ќе се игра по групи, значи има 2 групи кои играат меѓусебно, секој со секој, и се првите двајца одат во вкрстување за финале за прво место и полуфинале за трето и четврто. Така. Јас искрено се надевам дека сепак ние ќе ги оправдаме очекувањата како вистински домаќини и ќе се представиме во најдобро светло. Да проговориме околу составот. Кои се екипи, односно колкав број на ученици ќе настапат, зборуваме од Куманово, да споменеме бројката и за они ученици кои што ќе дојдат од Македонија, каков се спорт ќе се игра, какви се видови на спорт ќе имаат можност да видат сите оние кои што ќе ја посетат гимназијадата, сепак најголемиот дел од нив ќе бидат соученици и нивни пријатели. Па рековме дека и за самиот пласман е пласирањето од општинско, зонско, регионално, така да ова година има поголема среќа, односно поголемо знаење гимназијата Гоце Делчев. Таа учествува со поголем број на екипи, што не значи дека ова што се нарекува гимназијада е всушност поради тоа што гимназијата учествува. Значи, самите овие игри, така се наречени гимназијада, меѓутоа се нарекуваат државни спортски игри за средни училишта. Значи, да не биде заблуда за тоа што гимназијата учествува. Во дел од спортовите се пласира и училиштето Перо Наков со ракомет машки, што имаат изузетно квалитетна екипа и ќе гледаме квалитетни надпревари. Екипата во футсал за женски од Перо Наков исто е квалитетна, исто ќе гледаме добри надпревари. Значи, ова што пишува гимназијада не го оправдува поголемото учество на екипи од гимназијата. И имаме уште една екипа во фудбал машки од сами фрашери, другите, останатите се, значи, од гимназијата Гоце Делчев. Инаку ќе се игра во сите спортови, ќе имаме кошарка, значи машки и женски. Ќе имаме одбојка машки и женски, ракомет машки и женски, футсал машки и женски и фудбал машки и женски,
кои ги има тука во билтенот и распоредите, значи кога започнуваат надпреварите, првиот ден, кога започнуваат вториот ден и кога се финалињата. Сите надпревари ќе се играат во ист период, значи во сите сали ќе има спортски надпревари, меѓутоа гледачите сами ќе си оценат каде за нив е најпримамливо да посетат. Каде повеќе би сакале да го насочат за своето внимание. Така, каде, еве, споменавте и вие самите, тука се и девојчињата, односно средношколките кои што пријавиле интерес за еден спорт кој што сепак во Македонија и покрај многуте таленти кои што постојат, а тоа е футсалот. Колку е заинтересираност така и девојките за вакви надпревари? Не зборувам само за футсалот, го зедов тоа како пример, меѓутоа колку тие се заинтересирани за да учествуваат на вакви надпревари? Па земејќи од општинско, сите училишта земаат учество, што значи дека има заинтересираност, што после овој настан гимназијада, јас мислам дека поголем дел од учениците и ќе го насочат своето внимание кон спортот и ќе допринесат спортот во Куманово да се искачи на повисоко скалило. Сепак ние имаме организирано ваква една манифестација 2003 година која се нарекуваше Мали олимписки игри, во која исто така учествува на овој начин само основците. После тоа, значи, не застанавме, после секое признание не треба да се застане, туку е само потик да се напредува. Така и ние мислиме. И после тој настан, значи, нашиот училишен спорт тргна напред, учениците беа позаинтересирани. Сега овој настан, јас мислам дека ќе ги потикне на уште повеќе да се активираат и да се вклучат. Ги споменавте основците, како прв човек на Општинскиот сојуз на училишни спортови. Постојат ли некои вакви слични, да речеме, спортски игри кои што се наменети за основците, каде може да се покажат и тие во што се најдобри, кога е во прашање спортот? Па тоа го кажав на почетокот, дека се организирани веќе државни спортски игри. Како се организираат овие игри? Значи, на 2 години имаме гимназијада, односно државни спортски игри за средни училишта. Следната година се државни спортски игри за основци, па по 2 години одат пак средношколците. А тоа е во однос на овие поголеми манифестации, инаку кога се одржуваат овакви гимназијади, се одржуваат државни првенства за основни училишта. И овие успеси што ги кажаме на браќа Миладиновци, на Јероним Дерада и Барам Шевани, тоа се на државно ниво, значи државни надпревари. Така се вика државни првенства. Так, пред да продолжиме со разговорот и пред да навлеземе повеќе кон самата гимназијада, односно од кога ќе започне, од колку часот, што се ќе биде вклучено во неја, освен секако тие спортски игри, предлагам да направиме кратка пауза и да се одмориме со музичка номер.
големи чуда веруваш. Со очи ширум, затворени гледам и во тој миг те создавам. Те вдишувам и чувствувам дека без тебе јас не постојам. Во вечноста низ моите мисли протечи, околај ме во брега ти, скрати ги моите немири, покажи ми кај љубовта належи среќа на руба и поведува. Без тебе јас не постојам. Во вечноста, низ моите мисли протечи, околај ме во брега ти, скрати ги моите немири, покажи ми кај љубовта належи среќа да рува. Во вечноста, низ моите мисли протечи, околај ме во брега ти, скрати ги моите немири, покажи ми кај љубовта належи среќа да руба и поведува. Еве сме повторно назад во студиото на К3, како што споменав, ова е вториот дел од утринската програма, нов ден за оние кои што сега подоцна ни се приклучуваат, за зборуваме за една спортска манифестација која што сигурно на едно место ќе собере голем број љубители на спортот. Сепак ние имаме и со што да се пофалиме со бројни врвни резултати кои што ги имаат постигнато средношколците во Куманово. Говорат дека Куманово е сепак град на спортот и заслужено го добивме признанието да бидеме домаќи на оваа спортска манифестација. За тоа како ќе се одвива гимназијадата оваа година под палка на кумановските први луѓе, зборуваме и токму со првиот човек, Ивица Ѓоргиевски, кој што е претседател на Општинскиот сојуз на училишни спортови на Куманово. Оние кои што го проследија веќе овој дел пред музичката номера, споменавме од каде тргна сите овие ученици за да бидат денеска, односно за да се пласираат на овогодинешната гимназијада. Она што би сакала да ве запрашам како следно е кога започнува? Знаеме дека започнува утре. Кога ќе пристигнат учениците и професорите овде во Куманово? Па значи утре од 9 до 11 часот пред училиштето Перо Наков треба да пристигнат сите ученици по екипи, рекоме од цела Македонија. Подготовките се од наша страна извршени за прием на сите ученици. Што значи приема? Значи сите ученици ќе бидат сместени по ученички домови. Значи имаме обезбедено ученици кои ќе ги примат како гости тие 3 дена додека престојуваат во нашиот град. Што се подразбира дека на тој начин ќе им го дадеме топлото гостопримство на овој град. Професорите што треба да пристигнат овдека се сместени во интернатот професор Мијалковиќ до Соколана, што и благодариме на директорката што ни излезе во пресрет да можеме и ние како домаќини Општинскиот сојуз и општината да се покажеме како добри домаќини. Кога започнуваат надпреварите? Значи, уште од првиот ден започнуваат? По пристигнувањето на учениците и по сместувањето на гостите во интернатот, ќе имаме договорен состанок со сите водачи на екипи, судии, делегати,
Значи, покрај водачите ќе имаме и делегати кои се назначени од Република Македонија, односно Федерација на училишен спорт на Македонија, кои ќе ја гледаат регуларноста на надпреварите во однос на судиите, на публиката, на надпреварувачите. Значи, се е организирано на едно високо ниво и професионално ниво, што значи дека во Куманово нема да има проблем при организирање на сите овие надпревари. Така, во колку часот започнуваат? После договорниот состанок, значи, водачите одат по сали, каде што во 2 часот во сите сали започнуваат надпреварите во гимназија. После надпреварите, кои ќе ги има 4 од 2, зависно од спортот. Сега ние не можеме да предпоставиме колку ќе траат надпреварите во тоа, бидејќи секој спорт има свое време траење, па ако е кошарка, не може да се заврши за 1 час, така се става час и пол, и некаде до 19 часот треба да завршат сите надпревари во првиот круг на разигрување по групи. После надпреварите следува свеченото отварање, кое ќе биде гламурозно, убаво за гледка, каде што се надевам дека град Куманово ќе ја наполни салата и ќе се радува на овој убав момент што ќе се случува во Куманово. Така, споменавте убаво отворање кое што сите оние кои што ќе бидат таму во спортската сала ќе имаат можност да го проследат. Што друго ќе биде застапено на гимназијадата? Ќе се овозможи ли некој, да речеме, забавен дел за сите оние ученици кои што ќе бидат овде во Куманово, освен спортот, да видат и нешто друго? Па сега затоа се ставени и ученици по ученици, ќе има и забавен дел нормално после отварањето за ученици. Во секој случај пак ние сме насочени кон спортот. Вториот ден веќе имаме исто надпревари, меѓутоа ќе се случува и една трибина која е сврзана за спортот, значи развојно училиште спорт во Куманово. А имаме и еден промотивен спорт, значи, кој се вика ролери на трева, на кеј ќе се организира. Требаше да имаме и како промотивен спорт пливање, меѓутоа не беме во можност да го реализираме. И по самото излагање на градоначалникот вчера кажа дека до крај базенот, меѓутоа уште некои работи треба се завршат и да не експериментираме, го одложиме тој дел. Освен овие спортови, споменавте ќе има и атлетика, а сепак знаеме дека атлетичарите во Куманово, сепак оние кои што се занимаваат, барем да речеме професионално со тоа, последниве денови, односно изминатата недела, бележат на вистина успеси, ќе биде застапена и атлетиката на овие спортски училишни. Така, па рековме дека за да има успеси треба да има и услови. Куманово изгради еден прекрасен атлетски стадион, во кој и атлетиката сега, ако ја гледаме и вон училишниот спорт, напредува и е на високо ниво во Република Македонија. Така да и на ова гимназијада нормално дека очекуваме голем број на надпреварувачи, околу 200 надпреварувачи, меѓутоа очекуваме и големи успеси затоа што нашите атлетичари одека се многу силни. Тоа е во однос на атлетиката. Так. Која беше пораката која упатија вчера првите луѓе? Тука беше и градоначалникот Дамјановски, раководителот на секторот за образование, секако бевте и вие. Како тие гледаат на оваа спортска манифестација овде во Куманово? Па тие на оваа манифестација гледаат како нешто што ќе се случува во град Куманово, придобивка од целокупната оваа ситуација, значи ќе не на еден начин растерети од сите други проблеми, ќе не натера да мислиме само на спортот, на забава, на дружење со луѓето. Така да ова го позитивно примата кон себе како можност за организирање на една таква манифестација.
Така. Да споменеме за колкава бројка станува збор за ученици спортисти кои што ќе пристигнат овде во Куманово, да не ја земеме бројката на Нашата Куманово. бројка. Така. Па некаде околу 480 ученика треба да пристигнат, ако ја земеме нашата Бројка. Да. Така, сепак станува збор за навистина голем број на ученици. Се надевам дека нема да има никаков проблем ниту... Тоа е само за сместување, инаку некаде околу 100 други доаѓаат еднодневно, како што се атлетиката и големиот фудбал, ќе има голема бројка на спортисти кои ќе поминат низ ова гимназијада. Низ Куманово, секако ќе поминат. Се Низ надевам Куманово. дека сите оние, дека нема да има никаков проблем ниту тие да се сместат, да останат овде во Куманово и сепак да ги дочекаме како вистински домаќини. Да споменеме нешто повеќе околу она што се нарекува здравје, пред се за младите, колку е значајно еве да се спортува, колку е важно, односно да се вклучат сите овие млади луѓе наместо времето да го поминуваат на интернет, по кафулиња или некаде надвор, да се вклучат во спортот, да спортуваат. Сепак знаеме дека тоа има навистина доста голем број на придобивки по сопственото здравје. Па знаеме дека спортот е основен за борба и против пороците, пушење, дрога и така натака. Така е и борба за против деформитетите, значи зголемување на деформитети во денешно време, во статика на сите луѓе покрај компјутери и така натака, излегување, значи се јавуваат деформитети. Ние сме ни борци, значи за одржување на една исправна и здрава полова. Така, колку често се застапени спортските активности, односно часот по физичко пред се во училиштата, и дали е тоа доволен број на часови за да се вклучат сите ученици во спортските активности? Па за сега е доволен, с обзиром на условите, имаше размислување едно и од владата и од Министерството да се зголеми часот на 4 часа неделно. Меѓутоа, тука застана, верувам дека веќе и размислуваат и на 4-тиот час по физичко и здравствено образование, што кажа дека во иднина може да се размислува да секој човек треба се движи секој ден, дури на 5 часа неделно да имаме физичко и здравствено образование, така да нема да се бориме да ги исправаме деформитетите, туку ќе ги спречиме, нема да ги има. Така. Беше ли проблем да се вратат? Знаеме дека еден период, барем часот по физичко, на вистина за доста голем број на ученици беше проблем и многумина на него гледа како час кој што не заслужува внимание да му се посвети. Беше ли тешко да се вратат овие ученици од, да речеме, однадвор, затоа што многумина и бега од часовите по физичко? Беше ли тешко да се врати младата популација внатре и да се заинтересира за да почне да се занимава со спорт? Не, се во животот е тешко, па и тоа е тешко, нели? Не е тешко. Наше мото е учениците го сакаат тоа, спортот, да им го возможиме тоа. Значи, учениците всушност го сакаат спортот, само треба да им се даде услови во кои по-релаксирано би влегле, каде што не би имале проблеми со справи, со ова. Значи, проблемот пак за придобивка се условите. Што ова гимназијада ни даде и една придобивка, која придобивка што на некој начин салите ги подобривме со условите, со хигиена, со осветлување и така натака. Значи, ако во една просторија влезеш, не е убаво, не ти се седи ни 5 минути. Ако дојдеш во некоја просторија каде што има сите услови, ќе седиш и цел ден. Значи, тука е и размислувањето за она што вика дај услови за да се нешто за да има резултати. Да, за да има резултати. Ние на овој начин, значи, ги подобривме условите во сите сали. Значи, сега не максимално на како што и заслужува и треба да биде. Како што и заслужува, меѓутоа
Сепак понекогаш треба да одиме чекор по чекор, да се задоволиме со она што е во наша можност. Така, сепак ги споменавте условите, значи сето она кое што е потребно за да се обезбедат нормални услови за одржување на оваа гимназијада, се потрудивте, ги следивте сите недостатоци, дали станува збор, како што споменавте, за поставување на некои основни елементи кои што се потребни за одржување на одреден спорт. Колку беше организацијски сето тоа да се спроведе и можеме ли да говориме за каква бројка станува збор кога се во прашање финансиите, помогнаа ли оние кои што се нешто погоре од вас? Па вака, значи, за ова гимназијада и градоначалникот одвои 1 милион денари, што ни помогна и во тој однос да им се овозможи на училиштата да ги подобрат своите услови. Значи, во сите училишта се имаат окречено спортските сали, значи окречено, што еден услов да салата сама има друг интерес. Во дел од салите, значи каде што имаше проблем со паркетот, во некои се санираше дел, а во некои дури целиот паркет се реновираше. Во салите каде што немаше светло, сите сали сега се осветлени максимално без ниедна прегорена сијалица, што значи прегорена сијалица, па ќе кажеме вака, ние ќе ја смениме ако ни прегори. Меѓутоа, светлата во сали се на 7-8 метри, каде што не можеш ти секој ден да се качуваш и да ги менуваш. Така да во салите останувавме со по 1 до 2 светла, каде што кога ќе влезат на час, после 5-тиот час веќе не се гледа внатре. Така да ова е придобивка, значи да се нормално држат часовите по физичко и здравствено образование во тие сали. Так, пред ние да го привршиме овој разговор, да се одмориме уште малку со една музичка numera, па се враќаме повторно назад и да се одјавиме. Што има ново генерацијо, а кој го врти времето? Што има ново генерацијо, какви сме ние, добри сме. Сите добри времиња, заедно што ги минавме, не ке лошо да заседнеме, како што ние знаеме. Првата да е за загревање, втората да не помрдне. Мејанџи носи што ке донесеш, колку да личат масите, па нека почне. Што има ново генерацијо, а кој го врти времето? Што има ново генерацијо, какви сме ние, добри сме. Што има ново генерацијо, а кој го врти времето? Што има ново генерацијо, какви сме ние, добри сме. Ова вечер само наша е, место нема за тагување. По нешто и ке си покажеме, кому иде, кому не иде. А кога лафот ке ни престане и тргнат сами рацете, уште по една да завршиме, па кој каде ке се прибере.
Почитувани гледачи, повторно сме назад во студиото на К3. Пред да се одјавиме, да споменеме уште со мојот гостин ова утро, првиот човек на Општинскиот сојуз на училишен спорт на општина Куманово. Значи, да ги повикаме сите оние кои што сакаат да бидат дел од оваа манифестација, да земат учество како гледачи, како навивачи и да навиваме сите заедно и да допринесеме да спортската гимназијада која што ќе се одржи ова година во Куманово биде навистина во една убава атмосфера, во пријатна атмосфера. Започнуваат надпреварите од утре, тоа е 5 мај и траат се до 7 мај. 7 мај. Па значи ова гимназијада не е правена само за надпреварувачи, значи ова гимназијада е правена за сите во градот, значи некои ќе бидат актери на самите терени, некои ќе бидат актери на трибините што ќе се воодушевуваат од играта на нивните миленици, на некој внук, на некој син и така натака, на некој пријател. Значи сите ние се радуваме на успеси на нашите најблиски. Така да ги покануваме сите во градот да учествуваат, да едноставно изберат каде ќе им биде најпријатно и каде ќе ги следат надпреварите. Во сите сали рековме дека ќе се играат одредени спортови. Нека помине ни сите сали, нека види што, каде се игра, како се игра. Па, ако му се допаѓа во некоја сала, тука и нека го заврши државното првенство. Сега би ги поканил и сите во градот Куманово да дојдат на свеченото отварање, да го видат оној свечен момент на отворањето, да ги видат своите најблиски, бидејќи се вклучени голем број на наши уметници, како што се од најмалите оние до најголемите. Ќе имаме и забавачиња, ќе имаме и основци, ќе имаме и средношколци. Значи, едно шаренило кое така го замислиме развојниот пат на детето, па и во спортот, од најмала возраст до најголема. Отварањето ќе биде во 20 часот, па на сите граѓани на град Куманово им посакувам добре дојде во градска спортска сала. Така, да споменеме само уште за кратко, тука постои еден дел кој што е наречен почесен организацијски одбор. Поканивте тука да бидат и првите луѓе. Потврдено ли е присуството и сепак за кого станува збор, кој е поканет? Па сега сите се поканети, кој ќе дојде, тоа ќе зависи од можноста, значи дали има некоја презафатеност, дали ќе нема. Меѓутоа сите оние што се организации како што се Министерство за образование, како што се Агенција за млади и спорт, како што се Федерација на училишен спорт на Македонија, па и некои институции како што е Факултетот за физичка култура, сите ќе имат покана за присуство на оваа гимназијада 2016. Така, ќе го искористам и јас можноста да ви се заблагодарам што во утро бевте мој гостин, што доближивме до сите оние кои што не следа ова утро да дознаат повеќе околу спортската гимназијада која што ова година е домаќин Куманово. Јас единствено што ми останува е да ви посакам и на вас да го оправдате сето она кое што се заземате вие и да бидеме навистина успешни домаќини на оваа спортска манифестација. Благодарам и на вас на поканата и се надевам дека следното видување ќе биде со успесите на нашите екипи од нашиот град. Така, да се надеваме дека повторно ќе ни бидете гости сите заедно и ќе проговориме и за успесите кои што ги постигнаа на оваа гимназијада. Почитувани гледачи, тука ние некаде и ќе се одјавиме со, би рекла, она кое што го истакна во своето излагање по повод оваа манифестација, првиот човек на Агенцијата за млади и спорт кој порача успешни настапи во фер и коректна атмосфера да победат најдобрите. Ќе споменам и јас, нека победат најдобрите, нека оваа
спортска манифестација се одржи во мирна и убава атмосфера, да покажеме дека сепак Куманово е град на спортот, град на спортски таленти и дека сепак заслужуваме што го добивме приматот да бидеме домаќини. Од мене ќе ви посакам да имате пријатен ден и секако повторно средба закажуваме утре од 7 до 9 часот. Имајте убав ден.